Добро вечер, вести на Канал 5, во нив ќе гледате. Рустеми со оставка од комунална не сакал да влијае на истрагата, но не се чувствувал виновен за отпадот по Скопје. Мицкоски повикува на обединување за Јовановски во Кичево. Касами ја спушта топката за Дехари. Катраста Крчова се нукмунд тетјон дројм пас. Јакимовски да каже за двете парцели во Жданец. Има ли и вила во Грција? Прашува ВМРО ДПМНЕ. Јавноста има право да знае од каде и со кои финансиски средства се обезбедени ваквите имоти. Силјановска давкова во Париз. Евроинтеграцијата не може да биде диктат, туку диалог. Потребни се креативни решенија. So the babies now are 20 years old students. Again we have to change the constitution. За стабилен и силен буџет неопходни реформи кај приходната и расходната страна. Имаме скромно зголемување на приходите. Некоја пресметка моја е дека се околу 3-4%. МОН со препораки до училиштата. Вчерашните закани за бомби биле лажни. ВД директорот на комунална хигиена Сабахудин Рустеми поднесе оставка од функцијата. Според неговиот адвокат Асмир Алиспахич, оставката била поради морални причини, за да не влијае на истрагата и не била поврзана со признание на вина. Инаку кривичен синоќа на Рустеми и на управителот за отпад Аки Саити им одреди 30-дневен притвор. Деталите од Михајло Видимлиски. Освен што заврши во притвор, Сабахудин Рустеми поднесе и оставка од функцијата ВД директор на јавното претпријатие Комунална хигиена. Осомничен во обвинителската истрага по хаосот со ѓубрето во Скопје, преку неговиот адвокат соопшти дека поднел оставка од морални причини. Тоа е еден морален чин од страна на сега веќе осомничениот, веќе поранешен директор Рустеми, кој што заради истрагата која што е отворена, не сака да било како евентуално се помисли во јавноста дека ќе влие или попречува било каква истрага. Од предпријатието повикувајќи се на статутот за Канал 5 вела дека сега на потек е градоначалничката Данела Арсовска да назначи нов директор. Од нејзиниот кабинет пак по прашањето како ќе функционира комунална хигиена Скопје, упатуваат одговор да даде премиерот Христијан Мицкоски. Како ќе функционира јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје во следните 5 дена? Прашајте го премиерот Мицкоски, кој лично од својот кабинет го наредува овој хаос, кој воедно и го најави како интересна разврска на пресконференција, непосредно пред да се случи. Го повикуваме премиерот Мицкоски, кој има своја председателка на управен одбор од ВМРО, која воедно е и осуден криминалец за 2 кривични дела во 2006 и 2022 година. Да го повика управниот одбор на Комунална хигиена Скопје, согласно член 24а став 2 од Законот за јавни предпријатија, да донесе одлука за разрешување на директорот и согласно став 3 од истиот член да именува вршител на должност на предпријатието. Функцијата ВД директор на Комунална хигиена Рустеми ја извршуваше 8 месеци како кадар на ДУИ. Завчера тој раководителот на сектор Аки Саити беа уапсени откако против нив МВР поднесе кривична пријава за загрозување на животната средина и природата со отпад, а кривичниот суд синоќа им определи 30-дневен притвор поради опасност од попречување на истрагата, влијание врз сведоци и можност да го повторат делото. Неговиот адвокат тврдеше дека имаат докази дека Рустеми презел дејствија за обезбедување на потребна механизација, барал поголеми ресурси како и вработување, но не му било одобрувано од управниот одбор. Сега веќе поранешниот директор Рустеми е именуван во февруари 2025 година, а годишните програми и правилниците околу работа се носат пред тековната година. Обвинителството и МВР соопштија дека осомничените постапиле спротивно на Законот за управување со отпад, што резултирало со создавање мали депонии во Скопје, со што биле загадени почвата, водата и воздухот, предизвикувајќи опасност по животот и здравјето на луѓето од заразни или други болести. Кој од какво семејство потекнува и чиј партиски пат бил полесен?
Првото јавно соочување на кандидатите за градоначалник на Скопје Орце Георгиевски од ВМРО ДПМН и Амар Мециновиќ од Левица на Канал 5 помина во вжештена атмосфера која на моменти и ескалираше. Деталите од Дејан Трајковски. Во тензична атмосфера, кандидатите Ѓоргиевски и Мециновиќ за прв пат се соочија пред одлучниот втор изборен круг на дуелка Иван на Канал 5. Позитивна кампања вие водите. Значи стоп, ве молам, стоп, Орце ве молам. Орце. Кој шеф родите? Амар. Па вие споменавте. Па политички. Орце и Амар. Дечки, исклучете ги микрофоните малце. Значи, исклучете ги микрофоните, режија. Ако сакате, јас ќе си излезам, сериозно ви го кажам ова. Ке ве оставам, камерите ги клучиме и што сакате правете. Тензијата дојде до својата највисока точка кога кандидатите ги отворија своите биографии, каде почнаа меѓусебните напади кој од какво семејство потекнува и каква професионална и политичка кариера има. Мециновиќ посочи дека Ѓоргиевски имал лесен партиски пат во кариерата за разлика од него, што според кандидатот на ВМРО ДПМН се флоскули. 4 години те спрема за градоначалник, па на крај си стурени толкави пари во кампања, па на крај на нас ни се оневозможи рекламирање и сега на крај имаме уцена дека ако вие не победите нема да функционира градот. Значи на крај вие се представувате во јавноста цел изминат период како тој во кој што треба да се идентификуваат младите. Добро. Човекот кој што е високо образование така натаму. Па вечерва дознаваме дека немате високо образование. Студиите беа на пауза заради мојата социјална позиција. Јас сум растен со еден родител во мојот живот, морав да работам се и се што доаѓам од непривилегирана позиција. И двајцата ги посочија проблемот со ѓубрето, јавниот превоз и загадениот воздух како приоритет во нивните евентуални мандати. За состојбите во градот продолжија меѓусебните обвинувања. Мециновиќ вината ја гледа кај Советот во град Скопје, а Ѓоргиевски возврати дека Левица има исто така советници, а и директори и членови во управните одбори на јавните предпријатија. Но кој да победи, дадоа збор дека ќе има конструктивен совет во следните 4 години. Дали вие пред граѓаните на Република Македонија и Скопје можете да кажете дека доколку демократскиот процес не доведе до моја евентуална победа, дека ВМРО ДПМН ќе биде конструктивно за јавниот интерес на граѓаните и нема да го блокира градот? Дали е некој кооперативен или не е кооперативен, тоа зависи од човекот кој што е начело на институцијата. Јас одговорно тврдам дека никогаш не сум поддржал состојба да нешто што е добар предлог, добро решение и подобрување за условите за нашите сограѓани, некој оди против тоа. Ако јас победам, дали ВМРО ќе биде? Сакам друго да ви кажам, гледам дека ги поврзувате апсолутно да. Може да биде не. Значи може да бидат спокојни граѓаните, нема да има блокади ако победам јас. Вие нема да победите, тоа го знаете сами. Ова е арогантно. Да, не е арогантно, вие сакате така да се представите. По дуелот и двајцата се огласија на социјалните мрежи со благодарност за поддршката. Ѓоргиевски посочи дека се покажало дека скопјани бараат човек кој ќе ги решава проблемите и ќе донесе резултати, а Мециновиќ напиша дека станува збор за генерацијска борба на оние кои ја живеат агонијата на ова време, непривилегираните и отфрлените. Кога ќе го имате пенкалото во рака, верувајте во вредности, не во басни и приказни. Порача премиерот Мицкоски во Кичево, повикувајќи на обединување околу кандидатот на ВМРО ДПМН Александар Јовановски. Во меѓувреме и Касамија спушта топката. Вели бил погрешно разбран околу Дехари. Деталите од Јана Јосифовска. Јас не можам да застанам во поддршка на еден кандидат кој му наштети на Кичево. На 3 дена пред изборите, Билјалка Сами го смени ставот за Фатмир Дехари и категорично отфрли било каква поддршка од вреди за кандидатот на ДУИ во вториот круг. Една недела по контроверзното интервју за албанска телевизија, во кое изјави дека Вленке го поддржат Дехари во Кичево, наместо кандидатот на ВМРО ДПМН Александар Јовановски. Касами во вчерашното интервју за Алсатем кажа дека неговата изјава била погрешно протолкувана, а Дехари според него е најслабиот кандидат на ДУИ, кој не донесол ништо добро во Кичево и покажал неморално однесување. Жестоката реакција на премиерот Мицкоски за неговата првична изјава рече дека не ја гледа како опомена, бидејќи бил изваден од контекст. Fillimisht nuk vlerësoj se ka pasur ndonjë qertim përkundrazi. Ne do të kemi parasysh kontekstin dhe vendin edhe mediumin në të cilin u dha një deklaratë e tillë dhe vetë konteksti në të cilin pastaj u përcoll si deklaratë
që kompletën zori, më thonë, nga ideja themelore. Përkundër faktit që ne do të kishim përkrahur një kandidat shqiptar, sepse vlerësojmë se do të kishte një kandidat më i mirë për gjithë qytetarët, këtë rast të Kërçovës, se nuk mund të qëndrojmë pas një kandidati të cilin BDA që nga momenti kur e kanë nxjerr për ta humbur Kërçovën. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски вчера го помина денот во Кичево, од каде испрати пораки за обединување на изборите во недела за нивниот кандидат, без разлика на, како што рече, етничката, верската и политичката припадност. Тој упати жестоки критики до Дуи и Дехари и ги повика кичевци да веруваат во вредности, а не, како што рече, во приказни. Дали вие сакате да живеете во средина во која што ќе владеат криминалот, блуд, разврат и уцени? Дали сакате Кичево да биде домакин на блуд, разврат, криминал и уцени? Заборавете на етничката припадност. Сетете се на вашите керки, на вашите внуки, дека некоја од нив може да биде жртва на овој човек. Затоа кога ќе го имате пенкалото во рака, верувајте во вредности, не во басни. Мицкоски вреди ја смирија топката по острите пораки во јавноста минатата недела. Осем интервјуто на Касами, меѓуетничките тензии се подигнаа и по настапите пред диаспората на кандидатот на Вреди за Брвеница Хачим Рамадани, кој заедно со кандидатот на Дуи повикуваа за етничко гласање, од кое Вреди се огради како лични ставови. ВМРО ДПМН денеска побара јавни и транспарентни одговори од градоначалникот на општина Карпош и кандидат за уште еден мандат Стефче Јакимовски, поврзани со стекнување имот во Жданец. Досега Јакимовски не одговори на прозивките од ВМРО ДПМН. Како е возможно за период од една календарска година градоначалникот Јакимовски да се најде во ситуација каде со неговото семејство стануваат сопственици на две градежни парцели во најелитниот дел на Карпош, во местото Жданец, токму таму каде што и тој лично живее? Како е можно парцели кои според претходниот детален урбанистички план биле означени како зеленило, по нивната купопродажба од страна на семејството Јакимовски магично да станат градежно земјиште. И тоа со урбанистичка маркица која веќе е уцртана во планот. Евроинтеграцијата е диалог, а не диктат, порача председателката Гордана Силјановска-Давкова на 8-миот Париски мировен форум, обраќајќи се на сесијата за младите и европската перспектива на Балканот. Таа побара иновативност од ЕУ во креирањето на конечни решенија за така наречениот Западен Балкан како неразделен дел од Европа. Македонија, рече председателката, од 2005 година има статус на земја кандидат. Председателката ќе присуствува и на вечерата, која што во чест на високите гости на Парискиот мировен форум ќе ја приреди францускиот председател Макрон. My country became or was given or has got candidate status in 2005. So the babies now are 20 years old students, my students, and are still waiting answer to our basic question. And we entered NATO, but EU is not only far away from us because it was their membership. Now, again, we have to change the constitution, that's the demand, if we want to start negotiations. Препораки, но ако треба и пријава, Комисијата за антидискриминација ја примила представката за Никола за теророт на работното место. Прво, ние ќе се фокусираме на подносителот да му обезбедиме здрава околина за работа.
Најголем дел од средствата во буџетот за следната 2026 година е наменет за тековни расходи. За дел од економските експерти, за силен и за стабилен буџет, потребни се суштински реформи. На оваа тема Сандра Спасовска. И во новиот буџет за 2026 година тежок 6,73 милиарди евра, најголем дел од средствата се наменати за тековни расходи. Многу мал дел или околу 10% се слободни средства кои може да се користат за развој на економијата. Вака дел од економските експерти го оценуваат предлог буџетот за следната година кој вчера помина на владина седница. Универзитетскиот професор Борче Треновски како позитивно го оценува ограничувањето на буџетскиот дефицит кој е проектиран на 3,5% од БДП и е приближно ист со капиталните инвестиции. За да имаме стабилен и силен буџет, вели, потребни се суштински реформи и на приходната и на расходната страна. Едната опција е вие да ги направите помали расходите, односно не мора помали, да имате подобри резултати со истите расходи. Значи, ме интересира да ги погледнеме политиките во буџетот, кои се наменети да видиме дали е подобрена ефикасноста на користење на расходите. Втората работа е на страната на приходите. Имаме скромно зголемување на приходите. Некоја пресметка моја е дека со околу 3-4% ќе имаме зголемување. Се уште имаме значен процент на неформална економија од нашата економија. Тоа е некаде од 27 до 30%. Проценките се дека некаде над 400 милиона, 2/3 од ДДВ-то не се собира. Дека околу 100 милиони од даноците на имот не се собираат. Дека имаме голем друг пенали, загуби, значи имаме голем дел од приходната страна која може силно да се зајака. Иако се планира одржливо ниво на јавен долг, државата следната 2026 ќе се задолжи со нова еврообврзница од 950 милиони евра и комбинирано задолжување на домашниот и странскиот пазар од уште околу 700 милиони евра за враќање на стари обврски. Според професорот Треновски, за да се остварат целите на владата за финансиска консолидација, потребни се, вели, остри резови. Фискална одржливост не значи дека вие не можете да давате плати и пензии во економијата. Тоа значи дека ќе мора да правите остри резови и да ги менувате вашите политики за да се стабилизират. Вие гледате дека се задолжуваме 950 милиони евра, се најави обврзница, се најави на домашниот пазар 600-700 милиони евра задолжуваме. Ние доаѓаме до една ситуација кога веќе стигнуваме до горната граница, над 55% до 60% е границата кога влегуваме на задолжување заради раздолжување. Че ние влегуваме во ситуација кога ова задолжување ни влијае на креирањето на другите политики. Така да консолидацијата едно е во дефицитот, меѓутоа ние мораме да направиме поголеми структурни прилагодувања внатре за да ја постигнеме таа фискална одржливост. Според предлог буџетот за 2026 година владата очекува економски раст од 3,8% со инфлација од 2,5%. Во проекциите средствата за социјални трансфери споредбено со годинава се зголемуваат за 6,7%. 7% повеќе има и за плати, а речиси 10% повеќе се предвидени за пензии. 11-годишното девојче, кое синоќа во Маџари беше прегазено, а несовесниот возач побегнал, е во стабилна состојба и е пуштено дома, потврдија за Канал 5 од ургентниот центар при комплексот Мајка Тереза. Оттаму вела дека се направени сите неопходни испитувања и снимања откако детето со повреди на главата и телото синоќа било донесено кај нив, но утврдиле дека нема сериозни повреди. Несреќата се случила синоќа околу 20 часот и 30 минути на улицата Перонаков во Скопје, информираат од МВР. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Скопје, а полицијата трага по возачот. Синоќа во 20 часот и 30 минути во секторот за внатрешни работи Скопје е пријавено дека на улица Перонаков во Скопје патничко возило удрило во 11-годишна малолетничка од Скопје, пошто возачот со возилото го напуштил местото на настанот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила малолетничката, констатирани во комплекс клиники Мајка Тереза. Извршен бил увид од увидна екипа од секторот за внатрешни работи Скопје и се преземаат мерки за пронаоѓање на возачот и за целосно расчистување на случајот. Зголемен е бројот на прегледи, но и на хоспитализирани хронично болни на инфективната клиника поради вирусни инфекции на белите дробови. Иако е рано за грипот, инфектолозите апелираат навремено да се вакцинираат, особено постарите, хронично болните, како и малите деца. Миријана Мирчевска-Јовановиќ за ова.
Во инфективната клиника се пулнат амбулантите со пациенти со компликации на белите дробови поради вирусни инфекции. Најчести пациенти се хронично болните и постарите луѓе, објаснува директорот на инфективната клиника доктор Фадил Цана. Во моментот нема потврдена болен од сезонски грип, а има еден пациент со потврден ковид. Се уште немаме тешки случаи, но е во раст бројот на прегледите со вирусни сезонскиот, да кажам, настинки. Се уште немаме потврдено грип, но и тоа се очекува. Претежно се работи за повозрасна популација, особено пациенти кои се со хронични заболувања, било тоа да се кардиоваскуларни, пулмонални, диабетес и лица кои се имуносупресирани. Инфектолозите очекуваат дека и оваа година инфлуенцата на грип ќе биде тешка пред се за хронично болните и постарите луѓе, но често компликации прави и кај луѓе кои немаат никакви заболувања. Како единствена заштита е вакцинацијата против сезонскиот грип. Да трае да се комплицира, дури и да има и лош исход. И заради тоа подобро е да се превенира отколку да дојде до лекување. Нели тоа и економски е поисплатливо да човек подобро да превенира отколку да се лекува после. Повеќе од 22.000 луѓе се вакцинирале против сезонски грип, информираат од Министерството за здравство. За сега се пријавиле 70.000 граѓани. Со бесплатна вакцинација се опфатени луѓе над 65 години, луѓе со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца од 6 месеци до 5 години и луѓе сместени во установи за социјална заштита на стари луѓе и вработените во нив. Пријавувањето се врши преку вакцинација МК. За останатите граѓани кои сакаат да се вакцинираат, вакцината чини 700 денари. По 8-месечна пауза, повторно лажни дојави за бомби, овој пат во училишта во Скопје и во Куманово. Со повеќе детали за овие настани Јорданчо Цветамски. После 8 месеци повторно лажни дојави за бомби во училиштата. Лажните закани биле адресирани до 47 училишта од Скопје и Куманово. Освен во Скопје, лажни дојави за бомби биле пријавени во 17 училишта во Куманово. Последниот случај со лажни дојави за бомби беше на почетокот на февруари годинава. Како што соопшти од МВР, пријавата ја добиле вчера околу 18 часот, а лажните дојави биле пратени на имейл адресите на основните училишта, од кои 30 од нив биле во Скопје. Полицијата веднаш ги извршила сите проверки, при што било утврдено дека за среќа станувало збор за лажни дојави. Поради ова во сите училишта биле прекинати сите попладневни активности. И денеска Мондо училиштата ги препрати советите, поврзани со заштитата од ваквите напади во иднина. Министерството препорачува училиштата да ги користат само електронските адреси на Schools.mk. Службената комуникација на МОН со училиштата да се одвива само на службените мелови, а приватните електронски адреси на училишните веб-сајтови задолжително да се заменат со официјалните. Инаку со цел да се спречат ваквите појави. МОН, Министерството за дигитална трансформација и Финки, уште во февруари изработија 12 препораки, со кои училиштата во земјава ќе се заштитат од лажните дојави за бомби и губењето на наставата. Бранот на лажните дојави на бомби беше особено изразен во 2022 и 2023 година, кога учениците со месеци отсуствуваа поради ваквите сајбер напади. Комисијата за заштита од дискриминација пред 2 дена ја примила представката поврзана со случајот со 21-годишниот Никола, лице со Даунов синдром. За неговиот терор на работното место тој прозбори и на вчерашниот протест во Скопје. Здравко Димитров. Случајот со дискриминација на 21-годишниот Никола со Даунов синдром во град Скопје под лупа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Од комисијата велат дека ја добиле представката пред 2 дена и имаат рок од 60 дена да постапат по предметот, но со оглед на специфичноста на случајот, тврдат дека ќе се постапи во најкус можен рок. Она што тие можат да го направат, како што велат, е да дадат препораки за потенцијалниот дискриминатор, а доколку тој не ги испочитува истите, можат да пристапат и кон пријава во обвинителство. Председателот на комисијата, Лимко Бејзаровски,
Вели дека тие постапуваат по закон за спречување и заштита од дискриминација, па затоа, како што вели, фокусот ќе биде на Никола да му биде овозможена безбедна работна околина. Прво, ние ќе се фокусираме на подносителот да му обезбедиме здрава околина за работа, здрави услови таму каде што работи, да нема никакви пречки во неговото работење. Второ, секој потенцијален дискриминатор соодветно ќе биде санкциониран. Во овој случај, бидејќи спомнав дека се работи за лице кое е од посебна заштита, ние најбрзо што е можно ќе излеземе на терен и ќе завршиме многу побрзо работата. Случајот на дискриминирање стана познат на јавноста вчера на протестот кој беше организиран од група родители. 21-годишниот Никола Стојановски се обиде преку знаковен јазик пред камерите да објасни низ каков терор поминал на работното место. Бејзаровски вели дека бројката на пријави има растечки тренд. Според податоците кои ги имаат за 2024 година, највеќе пријави има за дискриминација во јавниот сектор. Формално вели, најголемите претставки се со етничка и верска позадина, но според него највеќе дискриминација има поради политичка припадност. Досега 95% од препораките што ги имаат дадено се спроведени, а за останатите 5% имаат покренато судски постапки кои се уште се во тек. Ги завршуваме тука вестите по изборната хроника. Проследете го најновото издание на Самовистина со кандидатите за градоначалник на општина Куманово. Ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно.